Окей, ладно, не ладно, ја се облеков убаво и се качив на точак и одам сега на овој маглив ден, иако сега почнува сонцево малку да се пробива. Одам во парк да го посетам малиот новогодишен сајам на книги. Мислам дека тамо тоа ќе додаде малку боја на овој сив ден. Окей, пред да се сплупам во некого, продолжувам и се гледаме подоцна, ќе видите што има тамо на сајмот. Окей, идам на кај парк. Немам поима каде точно во парк ќе биде сајмот, ама претпоставувам во стариот дел. Од тука може да скратам кај град Скопје и да се обидам да го најдам сајмот, што нема да биде тешко. Претпоставувам тука лево. И стигнав во парк. Ќе сосема накратко ќе кажам за сите по нешто. Прв пат на сајмот и PMG Recordings. Не само бендот PMG, туку и издаваштвото има тука, Мирко е тука, има некои одлични плочи. За музиката ќе зборам подоцна. Ова е Чудна шума. Чудна шума е релативно нова тази издавачка куќа и се фокусира повише на детска литература, одлични изданија. Еве го романот на Билјана, што правев рецензија за него. Одличен роман. Окей. А устари тука се и книгите на Гаврош. И Гаврош е релативно нова издавачка куќа, посветена на литература за деца. Одлични книги имаат. Чекај да видам, овде е ПНВ публикации. Има тука одлични книги за сликовници за деца. Поезија. Може да видите. Тука е поезијата. Еве поезијата што доби награда на Ива Дамјановски. Ќе си ја купам таа, ќе ја читам. Ова се исто нивни книги, може да видите. Окей, што има тука? Тука ова е, мислам, сказнувалка. Издавачка куќа Сказнувалка. Ова ми се гледат како одлични сликовници за деца и книги за деца. Ќе ги разгледам убаво како што треба. Одлични илустрацијата вака од корица изгледа одлично. Окей, ова е Слово. Слово има тука филозофски книги, романи, е антологија на кратките романи. Супер цени, Фолкнер, Хемингвеј, Орхан Памук, Булгаков, Имре Кертес, Лјоса. Одлични писатели има овдека. Ова е исто еден фален роман Есторил, еден српски писател. Окей. Чекај да одзумирам. Значи ова се тие. Овдека е Бегемот. Да, Бегемот вади одлична литература. Они си имаат, тука го има Борхес, значи многу изданија од Борхес имаат, она сериозно се занимаваат со Борхес, со полска литература се занимава. Бегемот, литература за деца, графички новели, сликовници, ете во Борхес тамо. Астрални проекции, јеј! Монографија на Васко, урбани легенди. Окей, овде има одлични книги. И на крај кај Темплом, извини. Темплом, Мечето ушко, ова е една култна книга, култен лик. Маус, исто така култен, многу познат стрип графичка новела од Магма. Ова се графички новели. Темплом се посвети поише на графички новели во последно време, иако има и од култната Магма едиција, еве некој. Окей, супер. Ај сега доста снимам да си разгледам и јас на рад. Окей, дека се враќам од малиот новогодишен сајм. Може да уживате во овие гледки. Магливо
е скопско утро, магли скопски ден. Сонцето пробува да се обидува да се пробие. Меѓутоа тешко му води. Океј. Ќе видите дома што сум се кога се враќам од малиот новогодишен сајм на книги. Убаво си поминав, има одличен избор на книги, графички новели, сликовници, литература за деца. Баш онака убаво шарено. Сонцево некако успева да се пробие из маглата. Само не знам кој ќе најде решение, кој ќе ја разбие маглава што ми се создава пред очи со наочари во оваа добитна комбинација од маска и наочари. Што си купив? Ова е двоумење, збирка поезија од Ива Дамјановски. Ова е втора збирка, издание на ПНВ публикации. Ива ја доби наградата Браќа Миладиновци за најдобра поетска збирка. Браќа Миладиновци е награда што ја доделува Струшки вечери на поезијата. Најдобра збирка помеѓу два фестивала. Ова е престижна награда за поетска награда во Македонија, двај чекам да ја читам. Знам дека ќе биде одлична. И ова е прирачник за проучување на природата во издание на Чудна шума. Ова е за деца, ама и за возрастни, значи има разни објаснувања, меѓутоа има и колор слики, птици, објаснувања како да ја проучуваме природата, како да се однесуваме инсекти. Искрено едвај чекам да ја читам оваа книга и да после тоа во природа заедно со деца проучуваме. Добро, толку. Тоа се книгите што ги купив. Ако имате време, посетете го сајмот и се гледаме со наредна рецензија. Чао!